Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема свесно родителство и социјални медиуми. Родителите често пати набљудувајќи ги своите деца колку се мали, колку се безпомошни, им се јавува една идеја базирана врз страв дека можеби нема да бидат успешни родители, меѓутоа ако родителите доволно развиваат едно чувство на љубов спрема себе, го негуваат тоа чувство на љубов спрема себе, сакаат да се разбираат, сакаат да се себе спознаваат, тогаш навистина се јавува една длабока сигурност кај родителите дека токму тие навистина се и одговорни родители и тогаш постои можност родителите да можат да ги искршат тие синџири на генерацијски циклуси кои што се базирани врз база на страв кога ги родителствуваат децата. И така да, колку повеќе родителот се фокусира на себе во насока да развива само љубов за себе, значи што повеќе да се сака, што повеќе да е неговата љубов, тоа води кон негово себе спознание, а од друга страна, значи колку повеќе се спознава себе си, толку повеќе се разбира себе си и толку повеќе развива едно чувство за сочувствителност према себе си, кое што пак од друга страна го расте чувството на љубов, сите тие чувства растат кај него и се еманираат врз неговото дете. Што значи дека колку родителот го расте чувството на љубов спрема себе, спрема и се спознава себе си, сака да се разбира, да се разбере себе си, толку повеќе родителот расте во свесен родител. Меѓутоа, родителите денес се сакаат да родителствуваат најчесто базирајќи се врз една идеја дека треба да бидат совршени родители, значи родители кои што ќе создадат, ќе воспитаат совршени деца, а таквите совршени деца спрема нив ги имаат следниве карактеристики, смета дека детето треба да биде пред се постојано ведро, постојано насмеано, да биде постојано среќно, да биде постојано пријателски настроено, да ги има карактеристики, значи одредена доза на сочувствителност, како што ја имала мајка Тереза, потоа да биде убаво, како на пример одредени познати светски глумци, на пример да кажеме во овој пример Џулија Робертс, или пак да ја има амбицијата да бидат толку амбициозни, да бидат успешни, да бидат мотивирани, исто како што се одредени спортисти, како на пример одликите кои што ги има Новак Џоковиќ или Мајкл Фелпс, или пак да ја има голема доза на паметност, на интелигенција, како што ја имал, на пример, Ајнштајн и така натаму. И навистина родителите толку се внесуваат во ваквите идеи, во ваквите очекувања за своите деца, охрабрени од своето его, и си велат дека еве јас, значи како родител не успеав таков да бидам, меѓутоа јас ќе создадам такво уникатно создание, битие кое што сите ќе можат на кое што сите ќе можат да се восхитуваат, затоа што јас успеав како родител тоа да го направам од своето дете. Меѓутоа, оваа потреба кај родителот од каде произлегува? Произлегува да создава едно суперсонично, едно надпросечно суштество, кога родителот потполно верува и се држи до идејата за перфекционизам, за совршеност. А кога настанува таа идеја? Кога родителот ќе реши да ги отфрли сите оние делови на едноставност и на обичност од себе. Значи, тој почнува да ја потиска својата природност во себе, врз која што се базира и неговото основно постојање, неговото основно суштествување. Значи, едноставноста, обичноста за него сега представува проклетство, нешто кое што не може да го поднеси, не може да го прифати и родителот се програмира самиот себе си да верува дека едноставноста е збор кој што не треба да се прифати. И меѓутоа, сите човекови битија, сите човекови суштества треба да разбереме дека се во основа, значи дека сите ние сме едноставни, дека сме обични.
и дека им поседуваме голем број на несовршености. И сите тие несовршености се основа на нашата уникатност. Значи, ние по тие несовршености се разликуваме едни од други. И ако, значи, родителите кај децата се вложат доволно добро, за да можат тие делови од децата да работат на нив, значи од тие несовршености произлегуваат голем број на значи се развиваат најубавите потенцијали кај децата. Меѓутоа, родителот, бидејќи никој не ни кажал за тоа нешто, значи генерацијски тие работи не ни биле наследени, не ни биле предадени, значи доведени се родителите да веруваат дека просечноста е лош збор и токму поради тоа, значи, почнуваат родителите својата вредност, својата валидизација да бараат, да ја бараат преку најуспешни, најдобрите постигнувања. Значи сега родителите почнуваат да веруваат дека се она што е едноставно, се она што е обично и просто треба постојано да се коригира и на тој начин бегуваат во идејата за совршеност. Значи се она во постојано трагање на корекција на нештата кои што се обични. И ова е трагедијата која што во суштина се случува денес со човекот, каде што таа идеја е потпомогната од современата технологија. Значи, колку повеќе се развива современата технологија, незиниот брз развој, кога ќе се поврзе со погрешната идеја на човекот дека треба се да гледа во суперлатив, доведува до погрешни резултати. Затоа што денешната технологија на вистина е со големо темпо напред оди, така да нема нешто кое што таа не е во состојба да искоригира првенствено на нашето тело, без разлика дали станува збор за било кој дел од нашето тело, па одиме после понатаму на се што постои надвор од човекот. И меѓутоа човекот токму поради тоа станува уште на некој начин полуд во своите потреби, да сака да ги искоригира работите, да сака да ги тера до совршенство нивните, значи човекот се повеќе своите желби ги става во суперлатив. Меѓутоа, овие наши заблуди што не тераат, значи што ги тераат возрастните, ги тераат да ја заобиколуваат својата природност, да ја заобиколат својата едноставност, да ја заобиколат својата обичност, значи во нивното кои што се основи на човековото суштествување, основи се на човековото екзистирање и кога тоа нешто човекот го прави, тој престанува да живее во својот вистински живот и влегува во еден свет на постојано трагање да бара корекција на несовршеностите, значи бара, постојано трага по нешто што треба да се коригира и постојано незадоволен, значи влегува во еден свет на една бескрајна луда недостаточност. Значи, нешто постојано фали и недостасува, значи не сме исполнети, не сме среќни, мислиме дека се и се што треба да се коригира, дека човекот постојано треба да бара нешто кое што треба да го коригира. И затоа, меѓутоа, што можеме да видиме? Од една страна, гледаме дека луѓето се повеќе и повеќе живеат во свет во кој што имаат големи, значи доживуваат големи задоволства, најголеми задоволства, достапни се големи, значи голем број на задоволства можат луѓето да си овозможат од една страна, од друга страна пак се толку многу несреќни. Можеме да забележиме секој ден, значи можеме да прочитаме од голем број на истражувања дека постои најголема стапка на суицидалност помеѓу младите денес, дека најголема стапка постои на депресивност помеѓу младите, на анксиозни состојби помеѓу младите и така натаму. Зошто тоа се случува? Затоа што упорно се избегнува да се прифати природноста на човекот, да се прифати едноставноста и луѓето се повеќе и да се свртат се кон себе си, да можат да видат
што е она кое што во себе, во суштина, какви се, каде треба да се направи своја внатрешна корекција на себе си, туку и да увиди дека, значи, животот е навистина полн со предизвици, дека човекот е тој кој што треба да се соочи со предизвиците, дека треба да се исправи гордо спрема предизвиците, да може самиот тој дека е способен да може да ги реши тие на најдобар начин. И меѓутоа, возрастниот човек, држејќи се до оваа идеја за перфекција, за совршеност, тој не може да си ги види своите деца во својата природна состојба, значи одбива да си ги види своите деца во својата природна состојба. И што си вели? Значи, вели дека постојано моето дете е незрело, дека моето дете е несвесно, дека постојано е неорганизирано, дека е крајно безобразно, дека е без логика и така натаму. Значи се јавува една нетолеранција на родителите кон своите деца, затоа што се влезени во тој свет на совршеност, затоа што бараат да бидат совршени и да создаваат совршени деца. Значи, родителот, не прифаќајќи си ги своите несовршености, влегува во една нереална утопија за перфекционизмот и тој поглед, тие идеи им ги пренесува на своите деца. Меѓутоа, од каде е тргната оваа идеја? Тргната е од нас, од нашите, од возрастните, значи од генерациите кои што пред 20 на 30 на години, особено овој тренд на перфекционизам се развива, каде што, значи, е купена идејата за перфектна убавина, купена идејата за дека супер успешноста води кон бескрајна среќа, дека се што ни сервира културата, дека без филтер треба да го превземеме, значи воопшто да не се испитува нештото. И си размислуваме постојано во главите, значи оние возрастни, оние луѓе кои што ја го прифаќаат постојано, ја прифаќаат таа идеја за перфекционизмот. Велат дека ако уште ова, например, го направам, го искоригирам кај себе си, тогаш ќе можам да бидам повеќе прифатена во средината во која што работам. Или уште ова, ако го направам, го искоригирам, тогаш моето момче повеќе ќе ме сака. Или пак ако, значи, уште ова нешто го искоригирам, средината повеќе ќе ме прифати, родителите повеќе ќе ме прифатат и така натаму. Меѓутоа, ние мора да разбереме дека кога влегуваме во овие идеи не носат само во едни суптилни идеи преку кои што, особено кога стануваме родители, ние почнуваме да ја убиваме природноста кај нашите деца. Значи, преку оваа безпаметна идеја во која што навлегуваме, на некој начин ние ја уништуваме и ја оштетуваме едноставноста, суштественоста кај децата и им даваме порака на нашите деца дека едноставно онакви какви што се во својата природност, дека тие не се доволно вредни, не се доволни за своето собствено во своето собствено екзистирање. Меѓутоа, сите искуства медитативни и сите мудри учења што укажуваат? Укажуваат дека прифаќањето и предавањето во сегашниот момент на својата природност, на обичноста, на едноставноста во своето постоење е нешто кое што овозможува да се создаваат свесни врски, да се создаваат можности за поврзување на родителот со детето на природен начин. Значи, зошто тоа може да се случи? Затоа што децата се суштества на сегашниот момент, значи тие живеат во сегашниот момент, а ние како родители кога се држиме до тие идеи, што се случува? Се случува еден огромен судир помеѓу родителите кои што се заслепени, кои што се на некој начин фасцинирани од таа перфектност, од таа идеја за перфектност, и од друга страна, значи судирот помеѓу тука е природноста на детето, на детското битие. И колку повеќе се навлегува родителот во таа идеја, толку поголем е судирот кој што настанува помеѓу овие две страни. Сега, кога зборуваме за социјалните медиуми,
Како влијаат тие врз децата, кој е ставот на свесното родителство? Свесното родителство по основ на ова има на вистина ригидно мислење, затоа што смета дека свесното родителство, забележувајќи ги катастрофалните последици, последниве години, последниве десетина години врз развојот на децата, бара да не им се дозволи користење на тие социјални медиуми или значи сето тоа да биде намалено до минимум се до 13-тата година. Значи кога детето ќе почне конечно да се одвојува таа фаза во тинејџерските години. Зошто? Затоа што социјалните медиуми имаат навистина застрашувачко влијание врз мозочето на детето. Детето не е во состојба до 13-тата година да може да ги интегрира сите тие информации кои што, значи таа преголема количина на информации кои што предизвикуваат само одвлекување на вниманието на детето од она што е навистина потребно детето да го разбере, да го восприема преку тие информации од социјалните медиуми, значи прават едно бескрајно споредување кај самото дете. И апсолутно нездраво е да размислуваме ние дека, да мислиме дека ние ќе создадеме едни здрави, нормални, една здрава, нормална ментална состојба кај децата, ако ние како родители, значи ги внесиме нашите деца во тој свет на вештачки алгоритми. Затоа што тие треба да разбереме како родители дека тие алгоритми се намерно создадени за да создаваат токсичност и да создаваат зависност кај децата. Социјалните мрежи едноставно тие се буквално создадени се за да ги на некој начин да манипулираат со детскиот мозок. И кога ние би имале некои посоодветни медиуми, например како телевизијата во подалечното време, тие не беа толку, значи немаа толку влијание врз детскиот ум, затоа што пред се не беа мобилни. Значи беа стационирани само на едно место и контролата беше најчесто кај родителот, затоа што далечинскиот управувач, значи го имаше родителот, тој беше авторитетот кој што на некој начин дозволуваше што и како ќе се гледа. Меѓутоа сето тоа е изгубено до смисла во каде што, значи ние родителите дозволивме една инвазија на едно непрестајно споредување на децата преку тие користење на таа технологија која што дава голем број, значи огромен број на информации. И затоа велиме сега идентитетот на детето што се случува, се врзува за информациите. И при тоа, значи, дозволувајќи децата да бидат изложени непрекинато на споредување, тоа кога скрола на мобилниот телефон, значи на тие на TikTok, на тие Instagram платформи, медиуми, значи постојано врши споредување неговото мозоче. Аха, јас треба ваков да видам, аха, треба вакво да видам, аха, треба вака да действувам, аха, треба ова да го направам. И што се случува? Значи, детето е под големо влијание на тој хаос. Но кој треба во суштина да биде првиот инфлуенсер во животот на детето? Родителот. Родителот е тој кој што треба да биде првиот инфлуенсер, да има најголемото влијание врз своето дете, вредноста своја во својот живот. Значи, она што детето треба да го бара кај родителот во рамките на семејството. Значи, родителите се тие кои што треба да представуваат, да кажеме, суперхеројот, суперхероината, мајката треба да биде суперхеројот, детето треба да се восхитува на својот родител. Значи, на начин на кој што ќе представува здраво восхитување, значи со здраво однесување родителот да му биде најголемиот инфлуенсер во животот на своето дете. И затоа свесното родителство е тоа кој што вели дека треба во што помалку да се вметни тоа влијание од страна на овие социјални медиуми врз животот на децата, значи што е помалку да имаат тие влијание, што помалку пристап да имаат тие децата до мобилните телефони, до тие апликации на мобилните телефони и така натаму. Меѓутоа,
зошто ја подвлекува свесното родителство го подвлекува ја дава таа граница до 13-тата година. Затоа што после 13-тата година детето кога ќе влегува веќе во социјалниот свет, тоа станува се повеќе под влијание на културата, на социјалните дружења и така натаму. И кога родител ќе се обиде тогаш да му го одземе мобилниот телефон, настанува една нагло спротивставување од страна на детето и тие се во состојба, просто да можат едноставно да го украдат родителот, децата се во состојба да можат едноставно да го соголат својот родител само затоа што му е одземен мобилниот телефон. Тие се моментите во кои што веќе е настаната токсичноста. Тоа е состојба во која што детето длабоко е навлезена во една токсичност, од која што дури се решава на такво однесување, затоа што не може едноставно да се справи со тоа да нема покрај себе мобилен телефон. Токсичноста е длабоко навлезена во неговиот живот. Што се случува во таквите моменти? Тогаш може да се случуваат голем број на непријатни ситуации, особено истражувањата укажуваат на последиците од користењето на мобилните телефони, на апликациите на мобилните, на тие платформи, на мобилните, поставени на мобилните телефони. Затоа, особено кај женските деца, затоа што таа анализа покажува огромна поврзаност помеѓу користењето на мобилните телефони и самоубиствата кои што се случуваат кај децата, особено кај девојчињата. Рапидно е зголемено тоа нешто. Како може да се објасни ова? Може да се објасни на следниот начин, имено преку тие социјални мрежи, децата доаѓаат до информации во кои што почнуваат, особено од мала возраст, ако им е дозволено користење на мобилните телефони преку тие апликации, кои што децата си ја бараат својата валидизација, си ја бараат својата вредност и преку, да кажеме, наместо преку родителите, тие преку некои непознати лица и кои што имаат поголеми барања, може би финансиски, може би емоционални, кои што самите девојчиња не се во состојба, гледаат дека влогот е премногу голем за да можат тоа да го постигнат и влегуваат во една состојба во која што во таа ризична состојба во која што влегуваат, јас сега ова не можам да го постигнам. Сега мојот живот не вреди. Јас не вредам, јас сум никој, јас сум ништо. И што се случува? Се случува детето да влезе во таа кризна состојба, во состојба во која што смета дека животот нивни не е вреден. Тоа е темната страна во која што почнува да влегува детето и едноставно смета дека нивниот живот не е вреден и што се случува. Влегува во ситуација да се јават суицидални мисли кај тие деца. Исто така, има честа појава друга појава која што е опасна појава, кој што има големо влијание врз младите, е појавата, масовната појава на лажното себе, на лажниот идентитет, каде што преку разни вештачки алгоритми на мобилниот телефон им се прикажува, на децата дека требаат одредени корекции да направат за да можат да дојдат до поголем успех, инстант успех и така натаму. И ова самото авторката Шефали, која што е еден од основачите на свесното родителство, самата кажува за еден свој пример, кога еднаш дала своје интервју за дадено списание и за дадена медиумска куќа, и која што нејзиното интервју било после тоа во некое списание испечатено, меѓутоа што се случило? Таа забележала како нејзината слика била
на таа слика која што и го дала на новинарката, во суштина 10 години изгледала помлада на тоа нешто и била навистина од една страна и се измешале чувства на незадоволство, чувство на огорченост и од друга страна чувство на восхитеност, затоа што самата таа никогаш немала проблем со начинот на кој што изгледала, меѓутоа овде увидела колку навистина успеала да да ја подмлади на таа слика, да ја направи такви корекции кои што воопшто и не личеле на неја. И кога и се јавила на новинарката, ја прашала зашто тоа го направила, новинарката многу кратко и едноставно одговорила, па јас само направив одредена магија на твојата слика. И таа сватила дека доколку не била доволно свесна, доволно сигурна во себе, што е она што медиумите, значи, го прават, особено на младите луѓе. Значи, тие им наметнуваат една идеја дека во суштина треба да влезат значи да прават одредени корекции, постојано да влегуваат во една состојба на совршеност само за да можат да бидат препознаени, да можат што повеќе, значи ако сакат да бидат успешни во таа насока. И тие идеи, значи се постојано им се наметнуваат, со што се создаваат едни токсични начини на размислување кај младите. Значи тие мислат дека доколку не искоригира нешто на своето лице или на своето тело, дека нема да биде доволно добра кога ќе биде експонирана низ разни медиуми и така натаму, што значи дека дека ова представува во суштина криза на самиот идентитет на човекот. Значи, длабоко преку социјалните медиуми тие предизвикуваат една криза на човековиот идентитет. Во смисла на тоа дека сите треба да одат по некое правило кое што важи за сите подеднакво, корекциите треба во иста насока да се вршат. Значи, да се постојано да се гледа на недостатоците на човекот како на работи кои што треба да се изврши корекција и сите да имаат некој одреден стандард кој што сега поставен од културата, како треба да се изгледа, како треба да се облекува, како треба да се однесува и така натаму. Во суштина социјалните мрежи и социјалните медиуми оперираат на многу подлабок начин и кој што не е само токсичен за децата, туку е токсичен и за сите возрастни луѓе. И што им прави на некој начин, што е ова што се случува и кои се вредности се губат преку овие социјални медиуми, преку барањата на социјалните медиуми. Прво да кажеме дека се уништува чувството за поставување на граници. Потоа се уништува чувството за внатрешен мир. Па се уништува чувството за природност, се уништува чувството за меѓусебна интеракција, се уништува чувството за личен контакт. Очи, лице во лице, дружењето се губи помеѓу младите и така натаму, значи неможност и на крајот има неможност од здрава комуникација, реална комуникација помеѓу младите и неможност, значи поради тоа кога влегуваат во една таква состојба постојано да бидат под влијание на социјалните мрежи, значи децата влегуваат во една состојба да не можат да ги толерираат несовршеностите, кои што доаѓаат од нивната неспособност да се соочат со вистинските предизвици во животот. Значи се јавува една состојба на анксиозност кај децата. Во состојба, значи тие не се способни дури и да можат да чекаат. Се јавува анксиозност од чекање, се јавува анксиозност од неприфаќање, од неинстантна потврда и така натаму. И меѓутоа сето тоа е заради неспособноста на децата да можат да ги развиваат тие мускули, природни мускули.
кои што ми велат дека треба да се соочат, со реалноста, да можат да се соочат со предизвиците на реалноста кои што секако ќе му се случат во животот. И тоа повеќе пати. Меѓутоа, кога децата се толку поврзани со мобилните телефони, со апликациите на мобилните телефони, кои што баш токму му го кажуваат токму спротивното, дека ти не можеш да се соочуваш со сето тоа. Има голем број на апликации преку кои што ти можеш да порачаш што сакаш за јадење. Не мора да излегуваш надвор во реалниот живот да се соочиш. Има апликации во кои што можеш да купуваш, не можеш ти да излегуваш да се соочиш со тоа во надворешниот свет. Има голем број на апликации кои што овозможуваат просто достапност до голем број на нешта за младите, кои што не мора да излезат надвор во надворешниот свет, туку тоа можат едноставно да го направат преку телефоните, плаќањата, подигнување на пари и така натаму. Од една страна, кој што пак дури и има на Facebook и на Instagram групи кои што вештачки се создадени, во кои што погледите на светот, нивниот филозофски начин на размислување, преку нивниот начин на живење го остваруваат преку тие групи. Ако некој се каже некој друго мислење, не во согласност со нивната филозофија, што се случува? Инстантно се блокира. Се бриши таквото мислење и денеска се особено се јавува се создава една култура која што се нарекува cancel култура. Cancel culture. Која што вели дека не можам да ги толерирам другите кои што различно размислуваат од мене. Кои што немаат блиски филозофии на животот како јас. И се јавува еден сега стандардизиран протокол кој што нема толеранција за неперфекционизам. И кога ова нешто ќе му се одземи на децата, несовршеностите, детето кога не смее да греши, кога не смее да биде несовршен, што се случува? Границите кои што ги поставувале по старите генерации, од каде што се црпела креативноста, од каде што се растувала креативноста, од каде што ние самите сме сакале да влегуваме, да бараме нови знаења, од каде што се развива себеспознанието, од каде што се развива себеосвестувањето. Сите тие работи се уништуваат кај децата. Но, кој тргнал по тој пат? Ние возрастните. И зошто го велам ние возрастните? Затоа што често пати ние возрастните сме тие кои што ќе речеме па какви се нашиве денеска млади, ништо не почитуваат, ништо не признаваат, не можам да се разберам на крај, па кој ќе му докаже? Ние на некој начин сме тие кои што сме ги создале од првиот момент кога сме им ги дале тие мобилни во нивните раце и да почнат преку нивната љубовност да почнат да бараат, да најдуваат алгоритми кои што подоцна стануваат зависни од нив. И тие представуваат нивниот живот. Тоа сите сме го поминале и самата авторка кажува, се сеќава на првиот момент кога дошле мобилните телефони, дошол му првиот мобилен телефон во незината куќа, кога го испратиле и таа, го разгледувала и после некое време и го дала на незината ќерка да го гледа, да го чита, да биде љубовитна околу нештото. Ние несвесно тоа го правиме, не знаејќи во суштина за токсичноста која што подоцна настанува од тие мобилни телефони, од тие мобилни апликации кај нашите деца. И токму поради тоа свесното родителство укажува на тоа нешто дека ние навистина како родители
не сме идеални родители. Сите грешиме, значи сите сме направиле таа грешка, меѓутоа има време во кое што можеме да се поправиме, во кое што пред се да излеземе од својата собствена криза, а и дава полука за идните генерации, за идните млади мајки, значи што помалку да идните родители што помалку да дозволуваат да ги користат тие мобилни телефони, тие апликации на мобилните телефони со цел, значи, да останат тие главните инфлуенсери во животот на нивното дете. Затоа што едноставно, значи, ние како родители не можеме да бидеме идеални родители, меѓутоа можеме да бидеме свесни родители. Значи, нешто кое што се гради, нешто кое што се учи, нешто кое што постепено можеме да го направиме. Значи, истовремено тоа и чувство кое што е благословено, чувство кое што не носи кон продуховеност, не носи кон освестување. Сепак, иако не ни дава инстантни решенија, меѓутоа ни дава разбудување, ни дава освестување, како да излеземе од тие токсични шеми во кои што сме длабоко навлезени, како да излеземе од тие родителски навики, токсични од кои што длабоко сме навлезени, и каде што родителот, значи, сам ќе си биде свој собствен терапевт на себе си, сам ќе си биде свој собствен гуру, преку кој што на крајот ќе може 100% да си ја види природноста кај своите деца. И на тој начин да свати дека треба да оди во насока не на перфекционизам, туку да оди во насока на одржување на природната состојба на децата. Родителот е пред еден голем предизвик денеска, имајќи ја предвид ова современа технологија. Современата технологија сама по себе не е нешто кое што е штетно. Меѓутоа, свесното родителство укажува на периодот во кој што родителот треба да постави одредени граници во насока на користење на таа современа технологија заради зависноста која што се создава, заради токсичноста која што се создава во создавање на во насока против создавање на оние што се убави навики, правилни навики, здрави навики за децата. Значи, ние како родители, ако сакаме да ги ослободиме нашите деца, да му дадеме една автономија на нашите деца, значи прво и основно треба самите себе си да си дадеме една слобода, а тоа подразбира да овозможиме да влеземе во една состојба во која што ќе си ја сакаме, ќе си ја почитуваме својата природна состојба, својата едноставност, својата обичност, а нема да навлегуваме во тие идеи на совршеност од кои што ќе бараме едноставно да ја украдеме или да ја на некој начин да ја негираме природноста и природните потенцијали на нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.